Градоначалникот Чадиев до последниот ден од учебната година не стори ништо за да го врати нарушениот углед на Велешката гимназија, велат од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз. Опозицијата тврди дека таквиот углед е резултат на, според нив, континуираното незаконско работење на директорот на средното училиште. Од СДСМ вела дека надлежниот просветен инспектор констатирал нерегуларности во работата на гимназијата, но тоа не го натерало градоначалникот да превземе мерки за подобрување на ситуацијата. Градоначалникот Шадиев се повикува на училишниот одбор. Значи, тој бара училишниот одбор да постапи согласно неговите овластувања, па да побара од градоначалникот да преземе мерки. Меѓутоа, бидејќи и училишниот одбор не постапува, нашите сознанија се дека има криминал, впрочем пак ќе повторам, неслучајно нели и покренавме постапка, тоа значи дека фактички овде постои заскривање зад одлуките на училишниот одбор. Да не заборавиме дека и училишниот одбор е биран во времето на директорувањето на директорот Саше Андреевски. Така да и тој веројатно имал влијание на изборот на лицата кои што се членови на училишниот одбор. Од СДСМ го повикаа градоначалникот Чадиев да ги почитува законите. Побараа во рок од 3 дена да го разреши како директорот на гимназијата, така и училишниот одбор, за кој велат поддржува незаконско работење. Ако градоначалникот не преземе соодветни мерки да го врати авторитетот на гимназијата и не го разреши Саше Андреевски, ќе биде соучесник во злоупотребите и криминалот. И Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе му поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство Велес за кривично дело несовесно работење во службата од член 353 и В од кривичниот законник и кривично дело. Непријавување на кривично дело или сторител од член 364 од кривичниот законник. Од локалната самоуправа денеска се огласија со писмен допис во кој наведуваат дека опозицијата уште еднаш се обидува да собере ефтини политички поени со лаги и манипулации. Во интерес на вистината, уште еднаш напоменуваме дека за конкретните случаи поврзани со средното општинско училиште гимназијата Кочо Рацин Велес, локалната самоуправа постапува согласно правната регулатива и соработува со сите релевантни институции. Транспарентното работење на општина Велес било и ќе остане приоритет во работењето, за разлика од некои минати времиња кога спроведувањето на постапките во училиштата се водеа според други критериуми, стои во писмената реакција од локалната самоуправа. Од општина Велес велат дека и во иднина во намерата за развој на сите области на живење нема да ги спречат деструктивните сценарија на оние на кои развојот на Велес не им е приоритет.